Покачувањето на минималната плата ќе удри по профитот на занаечиите, кој онака е многу мал, вели Сашо Богоевски, чевлар од Охрид. Тој како занаечија и претседател на регионалната занаечиска комора, вели дуќаните во чаршијата се уште не можат да ги закрепат штетите од мерката недела неработен ден, а сега им се става на грб дополнителна давачка кои малите бизниси како неговиот немаат сила да ја издржат. Она што ќе следува е или отпуштања или ставање клуч на врата. За ситните занаечи, за самостојните вршители на дејност, секој зголемување на платата е лошо, бидејќи и онака се ниско профитабилни, едва и би собрали пари да ја поминат бруто платата од минималната од 18.000 денари. Занаечите и онака се нишаат, да речам, на ниска гранка седат. Страф ми е, бројот на занаечи се намалува, немаме некои посебни субвенции кои би придонеле занаечиството да обстане, така да ако не се презема некои поконкретни чекори, односно мерки од владата, занаечиството пополеку изумира. И занаечиите и трговците од Охрид се уште инсистираат туристичкиот центар да биде иземен од мерката недела неработен ден, бидејќи штетите врз прометот се големи, од причина што Охрид најмногу е посетен од туристи за време на викендите. Голем дел од занаетите сакаат да работат во недела и би требало да работат во недела, пошто ние сме самостојни вршители на дејност и не злоупотребуваме никого. Значи не користиме работници да би ги злоупотребиле да работат во недела, него ние самите занаечи, оние кои мислат дека имаат потреба, би требало да можат да работат во недела. Занаечиите во Охрид од година во година се помалубројни. Ако до пред 5-6 години имало преку 20 чевларски работилници, сега се останати само 6. Исто и во другите гранки. Покачувањето на давачките за струја, кирија и ковид пандемијата си го прават своето. Макотрпната борба за живот и лошата финансиска состојба многу често ги присилува занаечиите да стават клуч на врата. Токму тоа е она што најмногу загрижува, дека занаетите се на праг на изумирање, а се помал интересот кај младите за изучување на оваа гранка.